Учениците од почетните оделенија не читаат течно и не знаат добро да сметаат. Истражувањето на фондацијата Чекор по Чекор покажува и дека учениците на ниту еден наставен јазик не го постигнуваат меѓународниот стандард да можат да одговорат на 80% од поставените прашања. Македонските ученици од 2, 3 и 4 одделение не читаат течно и не го разбираат добро прочитаното, покажува истражувањето на фондацијата Чекор по Чекор. Најтешка задача по математика во 2 и 3 одделение е одземањето, а веднаш по него се текстуалните задачи, затоа што не знаат да ги прочитаат и не сваќаат што се бара од нив. Четврто одделенците имаат слаби резултати во собирање и одземање, а најчесто сметаат на памет. Од истражувањето се гледа и дека учениците не го постигнуваат ниту меѓународниот стандард од 80% одговори на поставените прашања. За да се подобри состојбата, неопходни се промени пред се во образовниот систем. Описменувањето треба да почне уште од прво одделение, доцна е да се почне со почетното писменување во второ одделение, особено што нели со воведувањето на новата наставна програма по математика се бара од учениците да читаат текстуални задачи уште во првото одделение. Значи тоа е нешто што може да се направи, да се усогласат наставните програми по јазик и по математика. Уште позагрижувачки се резултатите на учениците со попреченост во развојот, кои многу заостануваат за своите врсници и имаат сериозни проблеми при читањето и разбирањето на текстот. Министерката за образование рече дека ќе ги земе предвид резултатите од истражувањето кое е финансирано од УСАИД и најави дека ќе се обрне повеќе внимание на образованието во предучилишна возраст. Сите истражувања покажуваат дека ако имате навики кои што значат навики на учење, навики на стекнување знаење уште од предучилишна возраст, тоа подоцна се рефлектира и во текот на образованието во основно и во средно образование. Препорака до родителите и тие самите да бидат пример за децата, така што во рацете почесто ќе држат книга наместо мобилен телефон, како и да купуваат книги прилагодени на возраста на детето.